Со особено задоволство ја најавувам посетата на чембалистката Јована Топалов од Србија, која за прв пат настапува во Македонија и за мене представува голема чест што ќе настапам заедно со неа на овој концерт. Овој настан е од особено значење за нашиот град, бидејќи за прв пат пред прилепската публика се представува инструментот клавичембало, односно по-популарен назив чембало, со што се отвора едно ново звучно и стилско пространство, не само во локалниот културен контекст, туку и во поширокиот македонски музички простор, бидејќи изведбите со чембало кај нас се навистина многу ретки и речиси исклучиво поврзани со гостување од странство или со ограничен број на изведби во Скопје. Програмата нуди исклучително интересен репертоар. Поголемиот дел од композициите на репертоарот ќе бидат премиерни изведби на македонската сцена, а меѓу нив се издвојува драмската кантата Сузана, напишана од една од ретките жени композиторки во периодот на барокот. Тоа е Елизабет Жаке де Лагер, инспирирана од библиската приказна Сузана и старците, тема која, иако потекнува од библиски времења, од далечното минато, носи силна актуелност и денес. Делото функционира како своевидна парабола за ситуациите во кои поединецот се соочува со неправда, односно кога моќта и авторитетот се на страната на посилните. Преку музичкиот израз се отвораат прашања за злоупотреба на позицијата, притисокот врз поединецот и храброста на жената да се спротивстави на неправдата, теми кои одекнуваат и во современиот општествен контекст денес и наоѓаат паралели со движења како Me Too. Покрај тоа ќе прозвучи инструментално дело од истата композиторка, како инструментални дела од Доменико Скарлати и од австриско-германскиот композитор Јохан Јакоб Фробергер, врз чии дела Јована ја има изработено својата докторска дисертација. Две од делата на Хенри Персел, кои се дел од програмата и кои можеби ќе бидат познати на публиката, веќе сум ги изведувала и во концертен и во театарски контекст, но овде преку звукот и бојата на чембалото добиваат поинаква автентичност, поблиска до нивната изворна замисла. Досегашната соработка ни е исклучително продуктивна и инспиративна, со интензивна подготовка и посветена работа на пробите, а денес не очекува генерална проба, како уметници кои доаѓаме од две различни земји, но со заеднички јазик музиката. Преку неа многу природно се поврзавме и се усогласивме и можам да кажам дека е навистина големо задоволство да се соработува со Јована. Ги поканувам сите љубители на музиката да присуствуваат на концертот и да бидат дел од оваа убава вечер. За мене особено е инспиративен овој проект, исполнет со нови звуци, идеи и едно поинакво концертно доживување. Сметам дека треба да се понуди таа музика на нашата публика, дека Прилеп има капацитет да ја доживее, да ја восприема и дека тоа е наше заедничко европско па и светско музичко наследство, дека убавината може да ја восприемат сите кои се љубители на музиката, дека имаме и ние наша стара музика, можеби се разликува, но би сакала да ја доближиме и оваа музика до нашата публика. Сакам да имаат избор, едноставно да имаме некои како железен репертоар дела, кои се повеќе изведувани, но во светот се повеќе се реактуализира овој тип на музика и се изведува веќе на европските сцени, на оперските сцени и едноставно е можеби поблиска до нашиот сензибилитет како уметници, преку тоа се најдовме. Па рецимо да е моја љубав према инструменту и тоа што сам ја открила да чембало мени уме да каже, тај репертоар да уме да ми понуди, morala sam da ga potražim internacionalno. I prosto neko osnovno obrazovanje jesam stekla u Srbiji, međutim tek kontaktom sa evropskim umetnicima stekla sam mogućnost da malo dublje istražim repertoar, da istražim stil i zaista da u tome pronađem nešto što je
opšte ljudski univerzalno, meni kao čoveku i umetniku veoma blisko, jer u vremenu baroka, koji se nadovezao na renesansu, čovek je po prvi put shvatio i priznao sebe sa svojim ljudskim osobinama, potrebama i pokušavao intenzivno i radio na tome da ih kroz umetnost kanališe. I muzika za čembalo je na tom talasu i nastala i ta smena emocija koje su čisto ljudske, tempo kompozicije koji se oslanja na prirodni ljudski puls, pokreti koji nas iz nekog mira pokreću u zavralost, u nervozu, pa onda opet se vratimo, prosto prate jedan i danas prisutan ljudski život, svakodnevni život, reakcije i baš mislim da je to spona koja zapravo i treba čoveku danas, jer navikli smo da je sve negde da primamo informacije, a da ne razmišljamo o tome kako ih osjećamo. A ova muzika prolazi kroz čoveka i na taj tanani način pobuđuje ono što mi već osjećamo i tera ga da izađe napolje. I ja verujem, ja kada sviram osjećam to, da sam prosto i živela neke stvari koje se u meni nalaze, volela bih da publika to može da oseti i za sve koji planiraju da dođu na koncert, da dođu otvorenog uma i bez očekivanja da je to neka muzika koja je nama već poznata, već je to muzika kroz koju se osjeća. Pa koga takne, možemo posle da porazgovaramo još malo na tu temu, ja sam otvorena za pitanje.